решив да ви подготвам еден убав ручек. Сакам да ви направам средно печено телешко филе. Телешкото филе е омилено парче месо на Марио. Многу често знам да го направам, бидејќи прво брзо се прави, но бара техника, односно бара малку да му се посветите и да имате знаење за тоа како да не го пресушите, како да не го направите да биде препечено или препржено, а да има таа сочност во себе. И сега, некои луѓе сакаат да го конзумираат многу баш онака жив. Односно, печењето на филето или бифтекот зависи од тоа каков ви е вкусот. Доколку сакате да го конзумирате живо, тогаш ви требаат 2-3 минути од сите страни и тука завршува процесот. Јас сум љубител на средно печено филе или бифтек, односно испечено од страните убаво, розеникаво во средината, а оние што се баш 100% испечени не ми се допаѓаат, тегави ми се за јадење. Втор начин како да проверите дали филето е доволно испечено или е средно печен, жив или комплетно испечен стек е со испитување на температурата. Меѓутоа, кој има дома термометри кои ќе ги стават во месото? Еден од најлесните начини како да проверите дали е крвав, дали е средно печен или котово испечен е со бојата на течноста која ја испушта. Доколку е таа крвава темно-црвена, тогаш значи дека е жив стекот, односно само пропечен, доколку е розеникава, имате средно печениот стек, доколку е веќе бела течноста, тоа е комплетно испечен стек. Иска морам да ви кажам дека овој рецепт ми е инспирација од Тијана Скулич, која готви феноменално на Инстаграм, и начинот кој го видов кај незе го пробав и верувајте, тоа е најсовршениот начин како да направите стек, така да јас денеска сакам да го покажам нејзиниот рецепт. За да го подготвите овој рецепт, потребен ви е еден кромит кој ќе го изрендаме, а потоа ќе му истиснеме течноста, ќе го маринираме во течноста од кромит. Верувајте, ја прави целата разлика. Изрендам еден кромит. Многу сакам кога луѓето инспиративно готват, односно ви покажуваат сето она што можеби нема да ви текне, и тоа ќе ви стане еден начин кој цело време ќе го употребувате па натака. Ќе имам од убавата цеделка на карес, ќе го истискам кромитот за да испушти целата своја течност и да биде дел од маринадата во која ќе ги измаринирам филе стековите. Денеска Пакет МК ми доставија совршени парчиња. Може да, кога порачувате месо во Пакет МК, може да изберете начинот на кој ќе биде исечен, значи може да изберете дали тоа на печење, за коцки, на коцки, за пржење. Апсолутно имате таква опција. Имам маслиново масло, ќе ставам баш убава количина, затоа што сакам целосно да се прелијат, односно во тој сок убаво да ги испритискаме. Ќе ставам едно чешне лук. Зашто сакам поинаков вкус денес. Имам 2 ливчиња ловоров лист. И оно што сакам јас да го додадам е буковец. Ќе земам јас една кеса, вие не морате, можете само директно да го земете стекот и убаво да го измачкате во содржината. Јас сакам малце да го оставам да постои. Баба ќе го истурам врз сите стекови, за да можам убаво да ги измасирам. И најидеално би било да можат да постојат од прилика час до 2 во маринадата, за да ги примат сите убави вкусови. Јас само ќе ги измасирам. Ќе уклучам тавата. Тавата ја уклучувате, имам скара тава на Лео на карес, ќе уклучите и е готова кога ќе забележите дека почнува да чади. Значи филе стекот се прави на висока температура. Треба да го джишнете по 2-3 минути од сите страни, односно додека не оформи подпечена кора од сите страни. Јас преферирам да го ставам точно 6 минути во рерна на температура од 200 степени загреана рерна. Тогаш го добивам она што мене ми се допаѓа. Вие мора да експериментирате, односно секогаш да најдете кој е
тоа ниво на испечен стек кој вас ви се допаѓа и таков да го направите. Ќе го извадам парчето стек, која веќе има совршена ниво на маснотија, тука и сокот од кромет. Секогаш пред да го правите филе стекот, ова е уште еден совет за да имате совршено парче месо, ќе го ставите на даска за сечење и убаво со хартија со бришец за конски бришец ќе го натапкате од сите страни и ќе му дозволите да биде сув од надворешната страна и ставете го на даската 30 до 40 минути да дојде на совршена собна температура. Многу е важно, ќе видите, пробајте. Филе извадено директно од фрижидер и филе одморено малку на плотна од прилика 30 до 40 минути и ја прави целата разлика. Ќе го посолам од сите страни убаво, затоа што треба да биде солена кората. И црн бибер. Тавата уште малку, мислам дека и треба за да почне да гори. Ставам црн бибер, свежа мелен. И начинот на кој јас сакам да пржам стек е следниот. Го ставам, сите парчиња ги ставам околу 2 до 3 минути. Им дозволувам да испуштат сокови. Следно што сакам да ставам е парче путер. Не го ставам на почетокот парчето путер, затоа тоа што ви кажав дека тавата е многу топла и не сакам да ми го изгори. Значи, вкусно изгорена во стек на вистина не би ви препорачала, но тавата е веќе готова. Јас ќе го и не го одлепувате. Го ставате стекот и му давате 2 до 3 минути да започне со готвење, а потоа го превртувате од сите страни. Сега е време да го додадам парчето путер, мислам дека помина отприлика минута и пол за да се растопи и да можам убаво да го избањам стекот во убавата путер. Имам и гранче розмарин, го премачкам за да добие малку шмек од путерот. И ќе го ставам розмаринот исто така да се пржи, за да се измешаат вкусовите. Сам дека поминаа 2 минути, само да го проверам. Има уште минута до 2. Го превртувам од другата страна. И се налажите, ово ќе му помогнам да добие од убавиот сос од сите страни. По 2-3 минути од сите страни и оди 7 минути во рерна. И веќе се подпечени од сите страни и начинот на кој јас сакам да достигнам до средно печен стек е на тој начин што ставив гусана тава, не знам дали може да ја забележите, веќе во загреана рерна, за да се стопли. Ќе ја земам тавата во која го пече стекот. И ќе го префрлам стекот уште точно 6 минути. Буквално уклучувам часовник на телефонот за да ме потсети кога е мојот стек готов. Убаво ќе ставам од сосот во кој се и маснотијата во кој се печеше, ќе го прелијам целосно да биде сочен. И 6 минути. Се гледаме со зеленчукот. Го подготвувам аспарагусот. Делот на аспарагусот кој е
Тоа беше знак, моите 6 минути. Ви кажав дека кога сакам да го ставам во рерна, односно да го добиам тој средно печен вкус, сакам да ставам тајмер, заради тоа што и минутата плюс ја чувствувам. И ова се стековите. Ќе ги оставиме да се одморат минимум 20 минути. Она што треба да го знаете кога пржите или печете големо парче месо е дека готвењето продолжува понатака. Под дејство на температурата, целокупната течност има тенденција да се истисне од парчето месо. Кога ќе го испечете месото, кога ќе го извадите на подлога за да се одмори, тенденцијата е соковите да се впијат внатре. Во тој случај ќе добиете убаво и сочно месо. Доколку сега го исечете, извадено од рерна, целиот сок ќе истече, ќе имате многу сува средишност. Ние ќе го оставиме да се одмори додека ги подготвиме останатите зеленчуци. Ќе направам аспарагус, за кој ќе искористам од маснотијата во која го печав месото, за убаво да го ароматизирам. И ќе ставам, имам млади компири, малку моркови и еден крумит да ми се печат во рерна. Рерната ми е загрејана, ќе користам мојата тава со решетка. Ќе ставам обично млади компири, околу 20 на минути одат во рерна. Некои ми се веќе ќе ги направам на половинки тие што се поголеми, за да имам приближно еднакво време на готвење. И ќе ги испечам. Убаво да имате печен зеленчук со комбинацијата која ќе направиме. И ќе направиме убав подпечен леп, врз кој ќе го ставиме исеченото филе, малку моркови, аспарагус на маснотија и на путер. И мислам дека ниеден човек не треба да бара ништо повеќе од една чинија. Морковот на покрупни коцки, затоа што точно на парченца да биде и убав. 3 моркови ќе искористам. Имам од маснотијата во која го печев стекот, не ми е ова маснотијата, ова ми е супата за сосот. Убаво ароматизирајте ги зеленчуците. Малце ќе оставам за аспарагусот. Ќе додадам маслиново масло, сол, и бибер. Ќе ги ставам во рерна 20 на минути, а потоа ќе подготвам еден прекрасен сос во кој ќе ги облијам сите зеленчуци. За тоа време ќе го завршиме аспарагусот и кромидот. Имам една китче аспарагуси. Мислам дека можам да си помогнам и со алатката на карес, која сече неверојатно. Не можам да ви објаснам колку сече ова алатче која го имате на располагање во карес. Не знам дали ви кажав дека оризот за сати киноа повторно е достапен во карес. При онлайн купување може да го искористите кодот MAJA20 и да го добиете со 20% попуст. На совршена алатка во кујна која многу го олеснува процесот на готвење. Ќе ги излупам сите аспарагуси. Го излупив аспарагусот. Мора да го исчистите дрвенастиот дел, заради тоа што го нарушува вкусот. И имам една главица кромит, ќе ја исечам на четвртинки. Мислам дека ви покажав печење на кромит во длабоко масло. Исклучително е благо и го подобрува вкусот. Убаво ќе ги посолиме. И ќе загрееме на тава. Ќе направам различни видови на зеленчуци, заради тоа што така ми се допаѓаат.
односно ќе ги пропржам во маслото во кое ми се правеа стековите, убаво да се омекнат, да се джишнат, да станат подгорени на убаво загреана тава, а потоа тоа масло и сите вкусови што го испуштаат аспарагусот и кромидот ќе го искористам како основа да направам прекрасен сос, многу ароматичен, многу совршено одговара и дава една убава нишка, исплеплетена нишка, каде што ќе ги може да ги почувствувате сите вкусови на стекот, целиот зеленчук и ќе му дозволите да се спојат вкусовите и да имате една совршена чинија. Ќе ја загреам тавата. Имам од маслото во кое ги подготвив стековите. Ќе додадам малку масло за да му помогнам да подгори, да ми остане како основа панатака. Ќе го загреам маслото и внатре имаше и путер, се сеќавате. Ќе ги ставам аспарагусот да се потпече од сите страни, а на другиот кјош ќе го ставам кромидот да се потпече. Пропржи. На аспарагусот му треба многу кратко време, 3 до 4 минути од сите страни, за да омекне и да го има тој пропржен вкус. Дополнително внатре ќе го ставиме кромидот ќе го ароматизира. Многу сакам аспарагус, морам да ви кажам, и многу ми е криво што е една од поскапите опции кај нас, и тоа што на китка треба да платите повеќе од 250-260 денари, но тоа не значи дека повремено не треба да го конзумираме и не треба да охрабриме некои од нашите производители да направат баш македонско производство на аспарагус. Ние ги имаме сите годишни времиња, сигурно сум дека е тоа возможно, за да можеме да го имаме на нашите трпези почесто. Ќе ставам кромит коцки. Ќе му дадам време малку да се пропржи. Ќе го почекаме зеленчукот, следно што ќе направиме ќе биде сосот. Аспарагусот е многу нежен зеленчук и му треба многу кратко време. Ќе видите дека е готов кога на кожичката, јас не знам дали може да забележите, еве како изгледа еден готов аспарагус, кожичката е како буквално исприштена. Она има како не знам, лускав си по неде, тогаш знаете дека е готов. Ако му дадете повеќе време, за жал може да го направите да биде да се расипе целата структура, да биде омекнат и да не е тоа, да не биде правиот вкус. Овде имам и кромидот, бидејќи ќе ми биде дополнителен додаток. И следно што ќе подготвам, внатре во истата тава ќе биде сосот. Претходно, заради тоа што јас стекот многу сакам да го конзумирам врз големо запечена парче леб. Имам убаво багетче која ми го достави денес пакет МК. Имате и свежа пекара, не знам дали се знаеле. Имам убаво парче леб. Ќе го исечам на половина. Ќе го испечам малку во тавата, 2 до 3 минути, за потоа да го ставам врз него убавиот стек, малку сос и иако знам дека стекот веројатно може да го конзумирате и без да употребите никаков леб, ама мене така ми се допаѓа, не знам зошто. Може би син ми бидејќи така сака да го конзумира и сме нашле начин. Само ќе го испечам малку дното, за да ми биде спремна да го добие целото парче месо. Мислам дека сум добра. Ќе ги одложам на страна да ме почекаат и ќе го направам сосот. Ќе го оставам дополнителното масло кое ми остана од пржењето. Мислам дека можам и од тавата да ги земам сите прекрасни вкусови кои ги има испуштано месото. Ќе загреам целата основа и внатре ќе ставам една шолја говедска супа. Ставете ја топла за да може брзо да почне да врие целиот процес. Имам сок од јаболко.
Да, убаво ме слушнавте, сок од јаболка внатре за да додаде на благост целата комбинација. Имам половина чаша бело вино. Само малку да изврие за да не го пресечам. Ќе додадам вино. И дајте му некаја минута да почне да врие, односно да изврие целиот алкохол кој го има во белото вино, а да остане само зачинот вино внатре. Сега си го добие и рузмаринот што се печеше за да го ароматизира дополнително сосот. За тоа време можам да го имам 2 лажици густин. Ставам малку вода, само заради тоа што сакам да го спречам да се оформи грудки. Ќе му дадам некоја минута на сосот. А за тоа време ќе го растворам густинот. Ова е еден од оние можеби саботни, неделни ручеци, кога имате повеќе време да се сконцентрирате, да го обработите соодветно месото, да го оставите да се одмори, да го измаринирате 2 часа, да излезете да купите убаво парче лепче, да го земете целиот зеленчук или да го парачате од пакет мка, да стигне, па да го измиете, да го средите, да го испечете, на крај да го направите сосот, поставете убава маса и послужете го семејството со ова чудесија од вкусови, убав прстофат до 2 сол, заради тоа што имаме баш голема количина, и свежо мелен црн бибер. Виното веќе изври, односно алкохолот испари, остана само вкусот на белото вино, густинот го растворив и ќе го додадам во, имам 2 лажици, ќе го додадам во сосот и ќе му дадам убаво да се згусне. Некаја минута. Видете како стана сјаен, тоа е од путерот кој го имаме внатре. Си помогнам се на лажица решетка. Убаво соединете ги сите состојки и се гледаме за кратко со богатата чинија на маса. И ова се сите прекрасноти кои денеска ги подготвив за вас. Месото одмараше и мислам дека е совршено испечено. Да го исечеме, веќе е студено. И само да видиме. Мислам дека малце повеќе од средно печено. Би сакала да е розева внатрешноста. Зависи од дебелината на месото, ќе искористам убавата подлога за печење пица од каре за да ги сервирам сите парчиња. Лепчето. Врз него феноменалниот аспарагус. Феноменално мириса, навистина. Кромидот, пропржен во маснотијата, путерот во која го правевме месото, и имамо убавиот печен зеленчук. Ке става уште една цело парче месо за тој што сака да си досече, и тоа беше се за денес. Јас сосот сакам да го ставам врз зеленчукот за да при секој залак имате изненадување, и
ова е мојот предлог за еден убав ручек семен, односно телешко филе со зеленчук, аспарагус и убаво подготвен сос. Се надевам дека ви се допадна и се надевам дека ќе ве инспирира на некој ден да ги подготвите и да направите убава чинија за вас и за вашите најмили. Јас си благодарам на Тијана за прекрасниот совет за печење на телешко филе во сос од цеден кромит, а ние се гледаме веќе во следната епизода. Инспирирајте се и учете, следете ги сите оние креативни луѓе на Instagram, на Facebook, на YouTube, кои секогаш смислуваат различни начини за старите рецепти да им дадат нова димензија. Следете ни и нас. Се надевам дека сме ви интересни со сите рецепти, техники и вкусови кои ги нудиме секојдневно. А јас им благодарам на нашите спонзори Карес, Пакет МК и Президент, што ми овозможуваат да ги креирам овие прекрасни чини за вас и да бидеме дел од вашите домови секој ден во 19:30 на телевизија 24. Останете ми добро и чувајте го здравието периодов. Се надевам ќе дојдат сончеви денови, па ќе можеме малку и да излеземе и да бидеме на воздух. Сека е добра.